Продолжуваме понатаму, време за малку пинокви содржини, а тоа е гости во студио. Развојот на моторната и на моториката е многу клучен за развојот на сите деца и адолесценти. Токму затоа денес во студиото Слободанка ги покани дефектолозите Павел Мирчевски и Бојан Мирчевски и ќе разговараат за моторната терапија за деца и адолесценти и како движењето го трансформира развојот. Се вели кога ќе престанеме да се движиме, тогаш почнуваме да старееме. Затоа е многу важно движењето. Да, благодарам Оливера за најавата и секако јас ке ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме. Павел Мирчевски, дефектолог, и Бојан Мирчевски исто така. Вие сте двајца браќа. Да. Интересно што и двајцата во вашето животно патешествие се одлучивте да бидете дефектолози. Пред малку ве прашав дали некој во семејството од вас е да продолжите по истиот пат, меѓутоа кажавте дека не. Но јас би сакала веднаш на самиот почеток и да ве прашам токму тоа. Зошто се одлучивте за дефектолози, но Оливера ќе ве праша и за добре дојде да се напиеме по нешто. Во ред, може. Да, дали да ви сварам или од апарат? Македонско или од апарат? Па може од апарата. Со шеќер без? Без за двајца. Браво. Така. Повелете. Добро, топло, така? Или? Топло. Нека е топло кафенце за добре дојде и за убаво расанување и будење, како што јас велам. Да ги поздравиме и гледачите. Сигурна сум дека со токму оваа тема ќе го привлечеме вниманието на сите оние кои што имаат дечиња со каков проблем, ќе посочиме нели и ќе кажете вие. Меѓутоа, ајде да ми одговорите на прашањето како двајцата браќа се одлучивме токму за оваа професија. Добро, ајде вака прв ќе почнам. Пред се ви благодарам што не поканивте, стварно ни е чест и задоволство и на двајцата. Исто да ги поздравам и гледачите. Вака конкретно од мене ќе почнам. Татко ми ја даде идејата, пробај, види што се случува, запиши се на филозофски факултет, таму е Институтот за дефектологија, односно за специјална едукација и рехабилитација. Почнав, искрено ме заинтересира студиите, ми стана многу интересно. Сега јас сум таа генерација која малце тука не фати и периодот на короната. Потоа почнав со пракса и тука веќе ми стана многу интересно и почнав понатаму да се надоградувам сам. Каде што ги гледате резултатите кога успевате? И ми стана многу интересно, сега сум си посветен, стварно ме интересира, а сакам деца цел живот, значи Браво. Да, одлично и искрено ќе кажам, не сакам да ме разбере погрешно публика, да општо ние како машки специјални едукатори и рехабилитатори сме помалку општо во светот, не па само во државата. Да, има многу помалку, точно е тоа. Голема предност обично во работа, поготово со машки дечиња. Да. И тоа многу ние речем некоја си предност. Да, обично по нежниот пол е повеќе по оваа професија, меѓутоа убаво што е ве имаме и вас токму во Скопје. Истото важи за тебе, по стапките на патот, со оглед на тоа дека е по возрастен од тебе, 3 години разлика. Добро утро, ви благодарам исто на поканата, добро утро и до вас и до публиката. Благодарам. Стварно не е мило што учествуваме. Но имаме и зошто. Ние двајца сме стварно многу блиски, мислам ни стекот на целиот живот. Така. А не сте близнаци? Не сме близнаци, тој постар 3 години. Да, 3 години разлика. Еве кафенцето, повелете. Сме блиски цел живот. За добре дојде. Покрај него, исто така ме заинтересира и мене, благодарам. Покрај него и мене ме заинтересира исто, да кажам, оваа професија, студиите, стварно студиите ме заинтересира исто. Гледајќи го него, нели, низ праксата, тој работеше низ некои приватни центри, стварно беше многу задоволен. Стварно и многу е и квалитетен кадарот на Институтот за специјална едукација на факултет. Професорите се одлични, ни помагаат и соработуваме со дел од професорите. И соработуваме и стварно напредањето, стварно квалитетен кадар. Што значи соработката останува, така? Дефинитивно. За се она што е потребно, нели, можеби има и некои новитети, секогаш во секогаш за совети, за совети за било што се отворени. Така натаму соработка, така натаму се отворени, нема проблем. Ќе зборуваме за она за што сме и ова утро и токму она што ти го спомена, кога ве видов и двајцата преку видео како вие работите со дечињата, веднаш ми се појави желбата да бидете дел од нашата утринска програма и да поразговараме за сето она што го нуди вашиот центар, моторна терапија за деца и за адолесценти, како движењето го трансформира развојот. Ке зборуваме токму за тоа, меѓутоа и ке појасниме со кои точно
дечиња вие работите и на каков начин можеме да им помогнеме? Вака, сега конкретно прво да кажам за моторната терапија, значи моторна терапија или моторна рехабилитација може да ја кажеме, значи се фокусира најмногу на подобрување на моторниот развој кај децата и адолесцентите, без разлика дали се со типичен и атипичен развој. Значи тука не се работи само на моторика на горни долни екстремитети, се работи на координација, се работи на рамнотежа, исто така моторно планирање, како да го изведе движењето, како да речам како да клекне, да рипне, кај треба да се протне, да сврти и така натаму. Сега, најчесто се работи со деца и адолесценти со атипичен развој, лица со попреченост, но исто така се работи и со лица кои поради некоја несреќа, повреда, имаат проблеми со моторниот систем во телото, или лица кои имаат исто така последици од мозочни удари и така натаму. Значи работиме и со овој тип на луѓе, така? Да, ние конкретно нашиот... Што се однесува за возраста, се извинувам, дали само со дечиња или можеби и со адолесценти и со возрасти, одлично. Да, имаме и дечиња што работиме, во центар што доаѓаат, има и возрастни лица што доаѓаат на терапија и така натаму, во главно за моториката е тоа. Сега, што порано се почна, толку се поголеми резултатите. Најчесто, значи затоа постои една метода, односно еден правец во специјалната едукација и рехабилитација што се вика рана интервенција. Со дечињата, доколку се види дека отстапуваат во развојот, така, се почнува од 2,5 до 3 години, па понатаму, затоа што тука најбрзо напреднуваат. Како е постаро дете, мислам како по возраста. Еве гледаме и начинот на кој што работите со нив во овој момент и може да забележат секако и да погледнат гледачите зашто тука се работи, еве, да појасниме. Ова е ке нас метода, јас и брат ми ја развиваме, ни е функционален фитнес за деца и адолесценти со атипичен развој. Добро. Сега, значи се прави индивидуален план врз способностите и можностите на секој детенце што ќе дојде. Значи ние му правиме некоја одредена проценка. Значи кај нас проценката не трае денес како во еден ден. Сепак треба да почне да ги подсетува третманите, да го видиме како функционира. Зависно од можностите кои што може да ги натаму, што е целта на фитнесот. Значи не е ова класичен фитнес, скривање тежини, како што знаеме сите одење во теретана и така натаму, него работиме активности кои ќе им помогнат во понатамошното функционирање во животот. Еве ова што го гледаме видео интересно. Да. Ова е психомоторна редукација исто. Добро. Сега сакам да се навратам малку на функционалниот фитнес. Секако. Значи вежби кои ќе им помогнат на лицата да функционираат понатаму во животот, да им биде полесно, значи затоа се работи пример да може да клекне правилно, да ги врзе патиките, не знам, да може да земе чаша да стави од едно во друго место и така натаму, затоа што во зависност од степенот на нарушувањето на некои лица тоа многу им е тешко. Така. И треба многу време за да се постигне. Ке некој треба пократко време, ке некој подолго, многу е важно и колку индивидуално, нели, со што и со каков проблем се соочуваме. Така, вие сте тука како дефектолози да донесете проценка и да знаете понатаму како треба да се постапи со дечињата и кои вежби исто така да им се приушта, да им се дадат, нели, за да ги добиеме резултатите. Што се однесува за центарот, од кога ни е? Центарот, како беше името, само ке потенцираме? Мотос центар. Мотос, така? Да, е придружница пред се, да кажам, на здружение, различни универзитети Скопје. Пред се, доколку би можел да објаснам нешто повеќе за здруженијето, вака ние сме здружение што се бори, нели, за правата и функционалноста на лицата со попреченост. Попреченост, браво. Да, и каде што исто така и учествуваме и правиме најразлични проекти. Нели, пред се мислам за подигање на свеста на народот околу нас, бидејќи, нели, ние сме малце така една држава каде што мислам уште свеста уште во развој, свеста се уште мислам дека не е на некое високо ниво. За жал, да, нормално, затоа сме, нели, ние тука да помогнеме. Еве како млади, нели, така. Да, и мислам и поради тоа имаме и поддршката, нели, како што спомнав, од професорите и од колегите. Одлично. Учествуваме на различни проекти, правиме различни проекти, имаме стварно и доста колеги кои што сакаат, нели, и се вклучуваат со нас во работата. Од ова здружение дел може да бидат
сите, да кажам, мислам, дечиња со атипичен развој, нивните родители, наши, нели, колеги, мислам, независно може да бидат и различни, да кажам, професионалци од други бранши, нели, како лица кои сакаат да не да, подржат. кои што сакаат да не подржат, Так. може стварно да направиме нешто. Што треба да сториме за да не зборуваме на оваа тема, онака како што сега споменавме? Многу труд, многу Во работа. општеството, така? Многу труд, многу работа. Исто така на нашите колеги чисто им давам совет дека многу треба да се посветиме покрај работата со деца, да се посветиме да ги советуваме родителите, Така. затоа што родителите ни се, ќе се изразам, главен партнер, најважниот партнер во рехабилитацијата кај едно Верувам. дете или возрастен. Не е само со во центарот атипичен работата, развој. треба и Да, најверојатно апсолутно. и Да. дома да се продолжи. Ние во сме секогаш домашни тука да ги услови. советуваме, им даваме некогаш и вежби дома да ги изведуваат, затоа што знаете како децата не доаѓаат само кај нас, тие одат и на училиште, Така е. одат и на други терапии. Мора да одат бидат на подготвени. логопеди, Да, Да. сега тоа е, да тренинзи. речем, се нарекува мултидисциплинарен пристап, каде што повеќе луѓе, стручњаци, да речем, работат за на детето, за кај детето да има подобар резултат. Да. Да има Еве многу кога сме поголем кај напредок. резултатите некаде кон крајот на разговорот, многу брзо ни поминува. Само би сакала да знам, секако дека зависи тоа, нели, индивидуално со каков проблем, нели, дечињата кои што се соочуваат. Вие знаете, нели, најдобро, меѓутоа, еве, ако ништо друго, да дадеме желба на сите останати, односно да ги мотивираме, нели, родителите, дека е лесно можеби да се совладаат со овој тип на работа кој што вие го нудите. Секако. За колку време еве вака да земеме во предвид? Видите, тоа зависи, Индивидуално. пак ќе кажеме, индивидуално зависи многу од возраста на детето или на лицето, Така. зависи од степенот на нарушување и од тоа колку е редовен. Значи од прилика затоа што редовноста е редовноста Редовноста многу е важна. најбитна. Да, Најважно. затоа што пак ќе кажам, ќе нас свеста е малку пониска, ќе почнат луѓе да доаѓаат супер, ќе имаме некој напредок, да речеме, еве обично моторика кога се работи конкретно, напредокот во главна сега да дадам некоја златна средина од 6 до 12 недели почнува да се гледа напредок. Но сепак е добар период каде што можеме да забележиме напредок, сега тоа е така? пак некој минимален напредок кога збориме за подлабоки цели, Така. некогаш и многу месеци и години работа, пак Работа, во да. зависност од степенот Но затоа и со тие години работа се олеснува патот кон животот тоа све е понатака. испланирано Така. како треба да се движи, не се дадени вежбите туку така само Така да е. ги направи. Да, многу е важно. Исто така не е само моториката, работиме исто и корекција на сколиоза, кифоза, абнормалности на ребетот и така натаму, кои што може да се коригираат и кои ќе им помогнат на лицата да И со возрастни, ова што го споменавме, да, секако. Значи сето ова што го зборуваме важи и Да. за дечињата Да, со да, атипичен апсолутно, развој, за оние кои што имаат проблеми со движењето, кажавме и Да, да. возрастни кои што имале мозочни удари, за рехабилитација, Но може и за типични деца, така. затоа што е реално како поминуваат години, е после Повеќе тип на категории на новиот генерации пациенти. на деца јас ги гледам не се толку активни, да речем како ние кога сме биле Физички, помали. да. Со телефоните во рак. рак. Деца што имаат, да речеме така, им треба корекција, им треба моторика, им треба моторна стимулација, Така. за да може да напредуваат и така. Да. Многу ви благодарам што одвоивте од вашето Драго ми време беше во на утро нас, да многу ви бидете дел од благодарам. нашата Благодарност, утринска програма, па ќе се видиме повторно затоа што имаме многу теми токму да зборуваме. да. Сега само еве вака за почеток да се запознаеме, за добре дојде и убаво што зборувавме токму за овие дечиња на кои што им е потребна помошта. Само за крај, каде може да ве најдат сите оние кои што сакаат да допрат до вас? Вака, нашиот центар се наоѓа во општина Аеродром, каде што порано беше Вучко компани, Так. во близина на Палма, близина да на речем, Палма, да. да. На нашиот Инстаграм и Фејсбук акаунт си имаме и локација, ги има нашите броеви, слободно Мотоцентар. Мотоцентар, слободно во нека било не кој контактираат. период од Павел и денот може да Бојан, ни сконтактираат. ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Кратко е времето, но причина зошто повторно да дојдете во нашето студио.